Одржување на споменици и одбележување на сите празници кои се поврзани со народно-ослободителната борба. Ова ќе бидат дел од активностите на ново формираното Сдружение на членови на семејствата на загинати, починати и живи учесници од народно-ослободителната и антифашистичката војна на Македонија од 1941 до 1945, кое основачко собрание одржа денес. Избран беше управен и надзорен одбор. Ова е невладина, непартиска и непрофитабилна организација, каде членови можат да бидат сите, без разлика на верската, националната и етничката припадност. Основните цели и задачи на ова здружение е да ги одбележуваат сите значајни настани датуми личности од НОБ 41-45 година на подрачјето на Тетово и Тетовско. Значи, преку разни активности, соработка со училишта, со касарната Кузман Јосифовски Питу, со Домот на култура кој го носи името на Илјо Антевски смок, со Сдруженијето за култура Илјо Антевски смок и училишта имаме повеќе во градот и селата кои ги носат имињата на нашите истакнати револуционери борци. Значи, со сите тие субјекти да ги одбележуваме годишнините и значајни датуми и да се шири патронството кон младите генерација и патриотизмот да биде присатен катадневно, значи кај помладата популација. Втора работа е исто во соработка со овие, што кажав, установи, да се обезбеди соработка и околу одржување на спомениците и спомен обележјата во Тетово и Тетовско. Потоа да се организираат јавни трибини, за да можат младите генерации да бидат осознаени и да знаат дека во нивниот град, односно во Тетово и Тетовско, какви луѓе имало борци кои ги дале своите животи за добробит на сите граѓани. Здружението е предвидено да соработува со Сојузот на борци, со општинските организации на воените резервни старешини и воените инвалиди. 24.000 жртви имало од Македонија во народно-ослободителната борба, од кои 7.000 цивилни жртви и 360 борци од Тетово, подсетија од Здружението.